Добар ден! Денес ќе зборуваме за присвоени заменки или на германски посесив артикел. Пред да почнеме со овој член, прво треба да објасниме неколку работи. Што е тоа номинатив и уште нешто да кажеме за родовите каименките. Со поимот номинатив се среќаваме за прв пат, бидејќи тоа е падеж, а во македонскиот јазик немаме падежи. Наедноставно кажано, номинативот може да се објасни како подмет, тоест, оној збор во реченицата кој е вршител на дејството. Во германскиот јазик, како и во македонскиот јазик, именките имаат три рода – машки, женски и среден род, и два броја, еднина и множина. Она на кое што треба да внимаваме е дека родовите во овие два јазика не секогаш се совпаѓаат. Например, именката маса, деатиш, во македонски јазик е женски род, а во германски е машки род. Именката чанта и во двата јазика е женски род, додека именката леб, das Brot, во македонски јазик е машки род, а во германски е среден род. Да преминеме на заменките. До сега ги имаме учено само личните заменки, во прво и во второ лице, а тие беа ich за прво лице и du за второ. Сега ќе продолжиме и ќе се запознаеме и со присвоените заменки или присвоениот член, тоест посесив артикел. Овие заменки мора да се сложат по род и број со именката пред која што стојат. Да ги погледнеме во нашиот јазик какви се. За прво лице мој, моја, мое, мои. За второ лице твој, твоја, твое и твои. Во германски тоа изгледа вака. Прво лице еднина, машки род. Mein, женски род. Meine, среден род. Mein и множина meine. Во второ лице еднина, машки род. Dein, женски род. Deine, среден род. Dein и множина deine. Забележуваме дека во машкиот и во средниот род формите се исти и во женскиот род и множината формите се повторно исти. Сега да видиме некој пример. Доколку сакаме да кажеме, например, мојот татко, мојот брат, мојот чичко и така натаму, користиме mein или dein, значи користиме членот за машки род. Mein Vater, mein Bruder, mein Onkel. Доколку сакаме да кажеме мојата мајка, мојата сестра и така натаму, користиме член за женски род. Meine Mutter, meine Schwester, meine Tante или deine Mutter, deine Schwester, deine Tante. Доколку сакаме да употребиме множина, Eltern, Großeltern, родители или баба и дедо, тогаш користиме meine. Meine Großeltern, meine Eltern, meine Geschwister und so weiter. Сега, да се обидеме ова да го извежбаме. Тука имаме еден текст со празнинки. На празните места треба да се вметнат форми од членот, од присвоениот член во прво или второ лице и во род зависно од именката. Разгледајте го текстот и размислете каде што треба да стои. Сега, ова се решенијата. Das ist meine Familie. Тука имаме meine. Зошто е тоа така? Бидејќи именката фамилија е од женски род. Затоа сме употребиле заменката за женски род. Mein Vater ist 38 Jahre und
alt und meine Mutter ist 37. Mein Vater, zato što Vater ili tatko je maški rod, und meine Mutter ili majka je ženski rod. Ich habe 2 Geschwister. Mein Bruder heißt Paul und meine Schwester heißt Lisa. Мојот брат, значи mein Bruder, повторно машки род, und meine Schwester je ženski rod. Zato imаме mein. Meine Oma und mein Opa sind 65 und 67. Мојата баба, значи meine, und mein Opa, дедо, значи машки род. Mein anderer Opa ist 75 Jahre alt. Повторно, ова mein се однесува на опа, значи на дедо, повторно машки род, и затоа mein. Сега понатаму имаме und deine Familie, а твоето семејство, значи тука имаме второ лице, повторно женски род. Wie alt ist dein Vater? Повторно второ лице, исто, сега машки род. Und wie heißen deine Geschwister? Deine, тука е плурал. Сега, тука имаме една вежба со неколку реченици со грешки. Секоја реченица има грешка, ваша задача е да ја пронајдете и да ја поправите. Ова се решенијата на вежбата. Mein Vater heißt Klaus. Mein Vater, затоа што Vater е машки род. Meine Schwester ist 8 Jahre alt. Meine, затоа што Schwester е женски род. Meine Großeltern sind hier. Meine, бидејќи Großeltern е плурал. Потоа, deine Mutter heißt Claudia, бидејќи Mutter е женски род. Dein Bruder ist 13, бидејќи Bruder е машки род. И deine Geschwister heißen Anna und Martin, бидејќи е плурал. И за крај, обидете се самостојно да напишете неколку реченици, по примерот на овие предходно што ги имавме, каде што ги употребите формите од присвојниот член mein и dein. Viel Spaß!